Брат Борче ве замоли, кој сакате, на некој веќе поделив. Ако сакате уште од сега, може да си набавите библиска поука, а ќе му платите на брат Борче друг пат, значи ќе паднете во долг кој ќе земете библиска поука. Ќе бидете задолжени. Но ништо страшно. Должиш за библиска поука, ништо страшно. На мене да ми должиш, ништо страшно. Како што има, што ми должат. На брат Данило да му должиш, и тоа ништо страшно. Ама на ѓаволиве да им должиш. Што ли е тоа? Што ли е тоа? Или како што ги викаат, светските лихвари. Да, Светска банка, ММ фонд, Европска централна банка. Кои други институции? Светски. Што значи глобалистички, што значи сеопшти. Повели Светла, ама немаш микрофон. Сакав да го кажам следното. Една од поголемите банки во Америка веќе има пропаднато. Тоа говори колку многу пари се вложува во оружје, а наместо обратно да биде. И понатаму така ќе биде, затоа што на многу фронтови има испратено војна сила што повлекува големи финансиски пари и затоа се случува економски кризи на цел свет. Благодарам. И меѓутоа веднаш се кажа дека американската влада, наводно председателот Бајден, ако е свесен воопшто, интервенирале да се спасат заштедите на граѓаните. Значи, демек сега се грижи власта за нас граѓаните, да се спасат заштедите, а да нека пропаднат инвеститорите, да акционерите, тие нека загубат, но заштедите да се спасат. И сега се најавува швајцарската дека банкротира и сега како 2008 година повторно влегуваме во еден домино ефект. Криза настаната од ненормално печатење пари без покритие, што произведува инфлација потоа, и така наречените обврзници, значи, кога некоја влада и требаат пари, таа издава обврзници и што прави банката, на која што ја продава обврзницата, што не е ништо друго, туку ливче хартија, да го наречеме така, со како потврда дека ти должам пари за воиднина. И што ќе направи банката? Значи, ако било кој од вас позајми пари од брат, сестра, пријател, колку пари може да позајмите од него? Теоретски максимум може да сите пари што он ги има, така. Не може бесконечно да позајмувате пари. Но властите тоа го прават, кај нив може тоа. Може бесконечно да се задолжуваш, бесконечно да позајмуваш пари. Како? Како може ја Зоран да земам пари од тебе и ќе ги потрошиш сите пари ако би ги даваш на мене и после немаш што да ми даваш, после не можам пак да се позајмувам од тебе ако ти веќе немаш пари. Но кај властите не е така. Значи они ќе речат вака, не требаат пари за војни и за било што, и ќе побараат од
од банката, ќе побарат, да, ќе издадат обврзница до банката, и банката, а од кај се на банката парите? Не, банката едноставно ќе даде налог да се печатат пари. Значи, тоалетна хартија, печатам пари, и сега јас ти давам пари, да речеме $1,000,000, но не сум ти дал милиарда, сум ти дал тоалетна хартија. Сум ти дал ништо, како работат лихвариве, сум ти дал ништо, испечатив еден куп банкноти, шо е тоа, шо вредност е тоа? Оди на фотокопирница, исто е на фотокопирница, земете некоја банкнота, појдете на фотокопирница и може да испечатате колку сакате, така. И сега, јас ти позајмувам ништо, ти давам ништо, милиарди кобајаги, евра, долари, се едно, а ти после ми ги должиш тие милиарди. Јас сум ти дал ништо, јас лихварот сум ти дал ништо, а ти на мене ми должиш милиарди. Како работи светскиот економски и монетарен систем. И сега, каде се движи, кај се наоѓа, кон што прогресира овој свет? Кон пропаст? Овој свет се наоѓа во слободен пад. Најпрогресивното движење во природата е слободниот пад. Многу брзо се прогресира. Ако слободно паѓате. Колку беше? 9,81 метри во секунда на квадрат. Но, дали бесконечно ќе паѓате? Ако слободно паѓате, дали бесконечно ќе паѓате? Додека не треснеш и додека не се направиш, како што велат турците, парам парче. Кон тоа се движи и овој свет. И сега, тоа што е интересно е, можеме ли ние на овој свет да му поставиме ние некои рокови, некои прогнози, до кога ќе тера овој вак? До кога ќе тераат овие вак? Вака, значи ние не се занимаваме со поставување датуми за Христовото доаѓање, тоа е под негова власт, рековме. Но вака чисто човечки, до кога ќе тера овој свет вака? До кога може вака, значи? Што значи тоа да претераш? Значи, кога ќе претера? Значи, може, до 2030 може вака да живее? Пример. До 2030 може вака да продолжи? До 2025 може вака да продолжи? Да. Тоа е темата што сакам денес да ја начнам. Денес во 2 дела, па и вечер. Јубилеот 3 дел ќе го одложам за некогаш друг пат. Нема да биде ниту идната сабота, а за понатаму ќе видиме кога. Само сакам да кажам дека неделава, проучувајќи ги јубилејните и саботните години, открив нешто што можам да го наречам бомба. Открив нешто ново, но сакам убаво да си го допроучам, па некогаш друг пат ќе го завршиме темата за јубилејот. Но сега би сакал да размислуваме на блиска тема, повторно за крајот на времето, последните денови, знаците на времето, и да поставам едно слично прашање на претходно. Еве да речеме 2020 година почна пандемија. После тоа, што следеше? Инвазија на Русија врз Украина. Сега годинава што имавме? Катастрофален земјотрес во Турција. И после земјотресот, еве, опочнувајќи од Америка, па сега на кај Европа,
повторно нови економски, банкарски крахови или, како ги викаат, банкроти. Зборот банкрот го содржи зборот банка. Банкрот. Значи банката оди во црвено. Рот е црвено на германски. Банкрот. Дали сите овие, ево, само избрав неколку настани од блиско минато и сегашноста. Дали сите овие настани се случајни? Значи, прво имаше пандемија, вируси, после тоа е војна во Украина, па еве сега земјотрес. На обичниот човек, како што рековте за време на поуката, овие работи изгледаат како случајни, како нешто што не е поврзано меѓу себе. Сега, дури да рече некој, економска криза, нова банкарска криза, сето тоа може има врска со предходната пандемија. Дели, заради пандемијата немаше сообраќај, мислам конкретно на трговските размени, немаше многу патување, значи економијата страдаше, па се предвидуваше дека ќе има економска криза заради сите тие мерки, затварање и така. Значи, човек може да најде логика помеѓу некои од овие настани дека се поврзани. Но, например, дали земјотресот во Турција е поврзан со пандемијата, со економската криза, со војната во Украина? Зашто човек ќе рече, меѓу овие настани кои што луѓето ги предизвикуваат. Што рече Франклин Делано Рузвелт, поранешниот претседател на Соединетите држави, во времето на таа тогашна голема економска и банкарска криза од 29 до 33 година од минатиот век. Значи, уште малце 100 годишнина од таа голема криза. Во политиката нема ништо случајно. Ако нешто се случува, значи, пандемија, економска криза, банкарски крах, војни ваму или онаму, ако нешто се случува, бидете сигурни дека така било планирано. И тоа одамна, многу години однапред. Меѓутоа, земјотресот се вклопува во сето ова. Меки човек ќе рече, па добро, тоа се сега елементарни непогоди. Тоа не може да го планираат. Тоа не е нешто што можело да го планираат луѓе, да речеме. Дури најголемите мокници во овој свет. Така или не е така? Да, дали значи, оние кризи, оние проблеми што луѓе ги произведуваат, кризи, војни, вируси, пандемии, сето тоа луѓето го скувале, така. Но еве сега земјотресот. Дали земјотресот се вклопува, дали е тоа човечко дело, дали човек можел да го прогнозира, да го предвиди, добро, но ако не е човечко, бидејќи се збореше, ја не навлегувам во тоа дали е тоа точно, се збореше дека со помош на некоја технологија на Турција и го направиле ова западните тајни служби, дали сега тие навистина располагаат со толкава технологија, со толку мокна технологија да произведуваат катастрофални земјотреси, не знам. Да речеме дека нема вистина во тие шпекулации. Но ако не е човечко дело, чиво е? Така. А тој е шефот и на банкарија, така?
и на председатели, и на премиери, и на глобалистиве, и на Светска здравствена организација, или тоа зато ја го толкува Светската заразна организација. Како што вели Елена Вајд, во сите несреки, во сите големи непогоди, било на копно или во морето, и тие зборови таа ги напише во 19. век, кога немаше авиони. Ние може да го прошириме незиниот исказ. Во сите големи несреки и непогоди, било во воздух, на копно и на море, се гледа или може да се види неговото разорно дело, мислејќи на сатаната. И сега би сакал да поставам друго прашање. Што мислите, зошто во знаците на времето, еве Матеј 24 глава, да се подсетиме, кога Христос ги најавува знаците на времето, знаците кои што треба да ни покажат дека е времето близу, не да ни дава датум, но дека е времето близу. Например, дали може да знаеме однапред на кој датум ќе се појават првите кајси на некој дрво? Датум да прогнозираш. Еве, за оваа година, кога ќе се јават првите смокви, кога ќе се јават... Дали може датум да кажеш? Не може. Значи, затоа Христос ја направи споредбата со смоквата. Датум не можеш да кажеш однапред за такви настани, но има знаци по кои што знаеш дека е близу. Сега, тоа е нешто што го знаеме одамна. Но, сакам да поставам прашање да размислуваме на една друга тема во врска со знаците на времето. Зошто знаците на времето се вакви какви што се? Зошто земјотреси, војни, глад, цунами, поплави, силите небесни ќе се расклатат, образа меѓу луѓето, големи елементарни непогоди. Зошто се такви знаците? Зошто треба да се случат такви работи за Христос да дојде? Кога беззаконијата ќе се умножат, што ќе се случи? Љубовта кај мнозина ќе олади. Дали е случајно што пред Христовото доаѓање, или како се приближуваме до крајот, до Христовото доаѓање, ќе има се поголеми и поголеми катастрофи. Точно е дека ќе има. Например, светските војни од минатиот век беа поразорни војни од било кои војни пред тоа. Точно. Во која војна од 19. век па наназад страдале 50-60 милиони луѓе. Еден исто така податок што го знаев уште 90-те години. Само во 20. век се случиле повеќе земјотреси од цела претходна историја. Замислите. Само во 20. век се случиле повеќе земјотреси од цела претходна историја. Зошто така? Зошто како се наближуваме до крајот, се поголеми несреки,
се поголеми катастрофи, епидемии, пандемии, глад. Зошто несреќи? Несреќи, зошто? Заради беззаконијата, точно. Кога беззаконијата се мложат, како светот се со други зборови, затоа што луѓето се порасипани. Секоја наредна генерација, луѓето се порасипани. И како беззаконијата се множат, така Божиот дух се повлекува од светот. Постепено се повлекува. И кога Божиот дух се повлекува, кој го исполнува тој вакуум? Да, значи, неговото разорно дело, според цитатот, ќе станува автоматски многу логично се поразорно, се по уништувачко, се по катастрофално заради беззаконијата. И кога ќе биде кулминацијата на сето тоа? Што ќе се случи кога Светиот Дух целосно ќе се повлече од светот? Што време ќе биде тоа? Тогаш читаме во Откровение 7 глава на 4 ангели што ги држат 4 ветра небесни. Во првиот стих им се вели еден ангел што се креваше со Божиот печат од сончевиот исток. И вели на тие 4 ангели што да прават? Да ги задржат уште малце ветровите, додека не се запечатат сите слуги Божии не бидат запечатени со печатот на живиот Бог. И кога ќе заврши тоа печатење, кога повеќе нема да има фајде да се чека, повеќе нема кој да се спасува, повеќе никој нема да се кае, че кога беззаконието ќе достигне таков степен, кога повеќе нема да има смисол да се чека уште малце, уште некоја година, да се доспаси, да се допокае уште некој, што може. Кога повеќе нема да има смисол, кога повеќе никој нема да се... Толку ќе биде расипан светот. Видите, со амалгамацијата, предпотопниот свет толку се расипал, што Господ повеќе не можел да чека. Повеќе не било кој да се спасува. Сите што биле живи на земјата, веќе одлучиле. Или ќе влезат во ковчегот, или на Ное, или нема да влезат. Веќе секој човечко битие донело одлука. И сега има смисол да се чека понатаму. Кога секој човечко, денеска има многу луѓе што не го чуле Евангелието. Има уште многу луѓе кои што допрва треба да се спасуваат. Меѓутоа, кога светот ќе дојде до таа точка, кога веќе секое битие, секоја човечка душа ќе донесе одлука, има повеќе смисол да се чека? Не. И тогаш 4 ангели ќе ги пуштат ветриштата слободно да дуваат. Што значи тоа? Тогаш Божијата сила, која што сега ги ограничува во земјаниве, сатаната и неговите ангели, тогаш целосно ќе им дозволи да прават што сакаат на оваа планета. И описот на тоа што ќе го прават се наоѓа во Откровението и во 7 труби и во 7 последни зла. Во споредба со тие катастрофи, ако ги читате во Библијата, сето ова што досега се случува е ништо. Сега јас не сакам да речам дека тоа ништо, значи со тоа ништо не сакаме да ги омаловажиме сите жртви. Јас се чудам, замислите, овие денови Грција е потресена со таа голема железничка несреќа. Јас уште од младоста многу пати патував со воз од Солун за Атина и поминував последен пат 14 година.
поминував и низ тоа место каде што се случи несреќата. Ма како е можно? Мнози не го поставија тоа прашање. Слушав и свештеници на YouTube. Мнози не го поставуваат прашањето. Како е можно во 2023 година? Како е можно во 21 век два воза да се судрат на иста пруга? Не, ова представува најголем криминал на партискиот бандитизам. Како е можно да се дозволи вакво нешто? Каква страшна неодговорност. Да, имајќи ваква технологија, значи ова да се случи, да се случи во 19 век, ке речеш, паш сега се случува. Или тој заспал, да. И што треба да зависи со обраќајот од некој пред пензија, дали ќе заспие или дали ќе го удри инфаркт или не знам што, додека е на работно место. Тоа компјутери управуваат се тоа денес во многу други земји. Вештачката интелигенција нема да заспие. Може само да снема струја. Би сакал да прочитам еден стих, познат стих и тој. И повеќе ќе го дискутираме навечер, ако даде Господ живот и здравие. Но ова нека биде како вовет. Прво послание на апостол Јован, или прво соборно послание на апостол Јован, ајде малку библиски квиз. Каде апостол Јован првпат го споменува зборот Антихрист во своето послание? Сме го проучувале ова скоро. Најдевте? Точно. Видите, нешто што е напишано на крајот од првиот век. Значи пред колку? 19 века. Чеда, последен час е. Зошто вака пишува? Не знал дека треба да поминат уште 1900 години. И не е само ова. Има многу места во Новиот Завет. Последно време, крајот на се наближи, вели апостол Петар. Самиот Исус вели, оваа генерација нема да помине, додека сите овие нешта, сите овие настани не се случат. Зошто постојат вакви зборови во Новиот Завет, кои што биле запишани толку одамна? Пред 2000 години, пред 1900 години. Дали историјата морала да биде ваква, да трае толку многу? Дали се можело да се заврши на вистина уште тогаш, во нивно време? Но да видиме што кажува тука Јован. Чеда последен час е. Час значеше време, така, синоним за време. Час, значи не колку е часот, туку час, синоним за поимот време. Значи последно време. Точни се овие зборови? Точни се, значи се што е после Христа е последно време во однос на целата претходна историја. И така започнува и посланието на евреите. Бог некогаш зборуваше, се јавуваше преку пророците, а во овие последни денови се јави или се откри преку својот возлюбен син. И така натаму. Последен час е, и како што сте слушале дека ќе дојде Антихрист,
И сега веќе се појавија многу антихристи, од тоа разбираме дека е последниот час. Еве зашто он напишал вакво нешто. Зашто апостол Јован бил убеден во свое време, на крајот од првиот век, дека уште тогаш тој и целата црква веќе живееле во последно време. Пошто приметувал дека е тоа последно време? Затоа што вели, сте слушали дека ќе дојде антихрист. Видите, црквата уште од почеток, уште од апостолски денови, имала во себе едно пророштво, едно знаење, надприродно знаење, дека прво треба да дојде антихрист, за да дојде Христос. И со други зборови, Христос нема да дојде пред да настане отпад, пред да се појави антихрист. Го разбирате ова? И сега апостол Јован препознава многу антихристи уште тогаш во негово време и по тоа вели разбираме дека е последниот час, односно последното време. А што ќе речеме ние денес? Колку антихристи има денес? Да почнеме да ги броиме, нема да можеме да ги изброиме сите антихристи. Било да се во владите, на министерски фотели, во банките, во здравствените институции, судството. Антихристи, колку што сакаш, начело со големите нивни антихристи, шефови. Но, мене ме интересира прашањето. Зошто црквата, Новиот Завет, христијанството воопшто, зошто проповеда, уште од почеток, дека прво треба да дојде антихрист, а потоа Христос? Еве, сакам да разберете зошто го поставувам ова прашање. Имате еден брат, чие што име нема да ви го откријам, кој еднаш постави вакво прашање. А пазите, тој е доста интелигентен човек, не го сметам него за наивен или за така за некој дезориентиран. Тој го постави ова прашање. И зошто Господ дозволува? Зошто дозволува да се случуваат сите овие работи? Па на крај и антихрист. Светска диктатура. Зошто Господ не дојде пред антихрист, за да го спречи сето тоа? Го поставува тоа прашање. Со други зборови, можеме вака да го преформулираме прашањето. Зошто треба да се случат сите овие беззаконија? Значи, зошто треба светот да дојде до толку лошо дереđe и дури тогаш да дојде Христос? Зошто треба да дојде, зошто Господ ќе дозволи и зошто треба да дојде антихрист воопшто? Така, точно е. И не само тоа. Ако даде Господ живот и здраве, ќе продолжиме навечер, а продолжите вие да размислувате на ова прашање. Зошто Господ ќе дозволи и зошто треба да се појави антихрист, да биде воспоставена неговата светска диктатура, најлоша од сите претходни, Божиот народ да пострада повеќе од било кога порано, значи дури и од раното христијанство. Зошто треба да се случат сите тие работи за потоа да дојде Христос? Зошто Христос да дојде пред тоа за да ги спречи? Да, размислувајте, сето тоа што кажувате е точно. А ќе продолжиме
Да вечер, ако даде Господ живот и здравие.